Кратки најави за денес. Подпишана Охридска декларација, одржливи културни модели за иднината. Ке се реновира метеоролошката станица во Охрид. Мозаичната мапа на Охрид и Лихнит на уметникот Никола Упевче конечно ќе биде изложена пред јавноста. Започнуваат подготовките за Бадниковата поворка. Запленети нелегални рибарски мрежи во Охридското езеро со 214 парчиња белвица. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро, во текот на денот имавме сончево време со умерена локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Дуваше слаб ветер од северозападен правец. Минималната температура изнесуваше 1 степен Целзиусов, а максималната дневна 11 степени. Во Охрид утрек имаме сончево и релативно топло време со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе изнесува 2 степени Целзиусови, а максималната дневна 11 степени. Под влијание на висок воздушен притисок во Македонија продолжува периодот на претежно сончево и тивко време. Во ноќните и претпладневните часови поделни котлини и речни долини ќе има појава на магла и зголемена облачност, која во текот на денот ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималните дневни температури утре во Македонија ќе изнесуваат од -4 до 3 степени, а максималните дневни од 9 до 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Не ми го земај времето. За само 1 минута месечно со Евана онлайн добивај, плаќај и коригирај фактури. Имај увид во сите плаќања, пријавувај состојба и регистрирај повеќе бројила на едно место. И тоа целосно онлайн. Полажно од се.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Усвоена Охридска декларација, одржливи културни модели за иднината. На денешната конференција на Советот на министри за култура од Југоисточна Европа беше усвоена декларација чија цел е јакнење на културата и одржлив развој. Засилено се работи на зачувување на културното наследство и исполнување на препораките на УНЕСКО. На конференција на Советот на министри за култура од Југоисточна Европа денес во Охрид усвоена Охридска декларација одржливи културни модели за иднината. Целта е јакнење на културата во функција на одржливиот развој. Засилено се работи на зачувување на културното наследство и исполнување на препораките на УНЕСКО, вели министерот за култура. До крајот на годинава предвидени се уште неколку состаноци и усвојување на одлуки, а до 1 февруари ќе биде презентиран и извештајот. Верувате, овој проблем не е од денес. Овој проблем се провлекува години наназад и верувате го правиме максимумот. Не е само дипломатската офанзива да се одложува нешто на уште една година или уште една година. Ние во овој момент не работиме на одложување, туку работиме на решавање на проблемите. Директорката на регионалното биро на УНЕСКО во Европа со седиште во Венеција изјави дека е задоволна од она што го виде деновиве на терен. Имав прилика да направам една долга прошетка на многу убави локации, по многу убави улици, имав прилика да го видам заеди сонцето и навистина морам да ја препознам целата работа што се вложува тука на целата реконструкција, обновување на сите археолошки локации, некои наследства, верски наследства исто така. На министерската средба беше презентирана и иницијативата за воспоставување на регионален фонд за културна соработка, кој ќе обезбедува стабилност и професионализација на заедничките активности во регионот. Ќе се реновираат главните метеоролошки станици во Охрид и Штип. Во рамките на програмата за поддршка за рурален развој на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се реализираат активности за целосно реновирање и унапредување на клучните метеоролошки станици на национално ниво. По отпочнувањето на интервенциите во Прилеп и Битола, следниот значаен чекор е модернизација на главната метеоролошка станица во Штип, а паралелно со тоа планирано е и реновирање на главната метеоролошка станица во Охрид, која представува клучна точка за мониторинг на климатските услови во југозападниот дел од државата и околината на Охридското езеро. Со модернизацијата ќе се обезбеди поголема точност и доверливост на податоците, неопходни за поддршка на земјоделските активности, туризмот и заштитата на овој чувствителен екосистем, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Мозаичната мапа на градот Охрид и Лихнит, која уметникот Никола Упевче ја работи скоро 15 години, конечно ќе биде завршена и изложена пред јавноста. Уметничкото дело кое го подари на градот Упевче има желба да биде поставено да ги краси реконструираните кули пред болничките цркви кај Долна порта, како еден символичен влез во стариот град. Мозаичната мапа на градот Охрид и Лихнит, дело на уметникот Никола Упевче, подарок за градот, конечно ќе биде изложена пред јавноста. Изработена во древна техника со личен артистички печат на академскиот сликар, реставратор и конзерватор, мозаичната мапа, според желбата на Упевче, треба да ги краси кулите пред болничките цркви кај Долна порта, како еден символичен влез во стар град. Во неа се вложени 15 години од животот, емоциите и интелектот на уметникот. Многу љубов, многу средства реално. Јас не можев да ја завршам многу брзо затоа што бев уклучен и во многу конзерваторско-реставраторски проекти, разни други проекти кои ги работев секаде по светот, значи. И ова е една љубов која тлееше во мене и сакав да ја реализирам, па сега е конечно да го види светлото на денот. Монументалниот мозаик со димензии 3 на 2,5 метри представува слика на градот гледан од две перспективи. Птичја, за да се представат сите улички и градби во Стар град, и жабја која ги истакнува определени важни места за историјата на Охрид, културни споменици и локалитети.
Мозаикот е еден вид и карта на закопано богатство, бидејќи содржи ознаки за археолошките слоеви на древниот лихнит. Таа е верна, сразмерна копија на градот, која фасцинира со својата релјефност, тридименционалност, богатство на бои, рефлексии, постигнати со микрокамчиња и стакленца донесени од Италија. Тоа е една комбинација од природни камења, исто така и венецијански камења, една специјална фабрика која работи смалти се викаат, значи стакленца во разни нијанси кои ги нема во природата, меѓутоа јас ги употребувам за да го добијам тој колорит кој го е богат во Охрид и сакам да го представам на едно уметничко дело. Во месец ноември Упевче изврши замена на подлогата на мапата, односно од стиродур мапата сега е на основа од специјални панели од алуминиумско саќе, за да може да биде изложена. Таа е фрагментирана и ќе може да се расклопува доколку треба да се транспортира. Финалните доработки Упевче ги вршеше во изложбениот простор на куќата на Робевци со поддршка на Националната установа Завод и музеј, како ателје или една отворена работилница која ја посетија голем број граѓани и туристи. Мозаикот досега е презентиран во странство на 13-тата конференција на Интернационалниот комитет за конзервација на мозаици во Барселона и на 10-тата меѓународна изложба Arte del Mosaico во Назано, Рим. На просторот кај Долнапорта стои постер од мапата и на негово место конечно треба да биде трајно изложено ова уникатно уметничко дело, кое ќе биде траен белег и додадена вредност на културно-уметничкото наследство на Охрид, како уште едно сведоштво за милениумскиот творечки континуитет на овој простор. Во понеделник во Струга ќе има прекин на водоснабдувањето. Јавното предпријатие Водовод и канализација Струга ги известува граѓаните дека во понеделник 15 декември, во временскиот период од 9 до 14 часот ќе биде извршена планираната интервенција на водоводниот систем со цел промена на главните шибери во градот. Поради изведувањето на овие активности ќе дојде до намален притисок на водата на целото градско подрачје. Нормализација на водоснабдувањето се очекува по завршувањето на работите, информираат од јавното предпријатие Водовод и канализација Струга. Започнуваат подготовките за Бадниковата поворка 2026. Пробите ќе се одржуваат секоја сабота почнувајќи од утре, 13 декември во 12 часот во спортската сала на Основното училиште Христо Узунов во Охрид. Сите заинтересирани кои сакаат да учествуваат на поворката, подетални информации можат да добијат на телефонскиот број 078 271 793 и на Facebook страницата Бадникови поворки Охрид. А за дечињата од Велкошти, првата проба за Бадниковата поворка ќе се одржи во недела, на 14 декември со почеток во 18 часот во манастирот Света Петка. Сите кои сакаат да се пријават можат да го сторат тоа на телефонот 078 335 363, информираат организаторите. Мотото на манифестацијата е "Со божиќната радост срца да стоплиме". Повторно запленети нелегални рибарски мрежи во Охридското езеро. Концесионерот на Охридското езеро Питон информира дека повторно се пронајдени мрежи кои се најстрого забранети, поставени од рибократци во време на строга забрана за риболов во водите на Охридското езеро. Жално е што има угината риба во нив, дури 214 парчиња охридска белвица, велат од концесионерското друштво Питон. Инаку, периодот на забрана за лов на охридска белвица и охридска пастрмка започна на 1 декември оваа година и ќе трае до 28 февруари 2026 година. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.